Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, после онаа пародија која што ја видовме пред малку од страна на Заев Зоран и Пендаровски Стево изведена, би сакал да се обратам на македонската јавност како председател на најголемата политичка партија во Република Македонија, ВМРО ДПМН. Заев Зоран и Пендаровски Стево знаат што ги чека и што ќе им тежи од денеска па натаму. Затоа што без да им тежи тоа од денеска па натаму, они денеска немаше да ги имаат оние кисели скаменети насмевки на нивните лица. Затоа што од денеска на нив им почнува вистински политички пекол, кој што ќе го предводи ВМРО ДПМН како најголема политичка сила во Република Македонија. Стево вика, слушајте го врховниот командант. Јас велам, повторно грешите. Слушајте го народот. Браќа и сестри, картата е црвена, тоа се боите на победата, на народот, на ВМРО, на Македонија. Реалноста значи победа во најголемиот број на општини, во голем број на случаи каде ВМРО ДПМН победи во првиот круг, сега победивме со уште поголема и поубедлива разлика. Му се допаѓало тоа некому или не. Но денеска реалноста е следна. Ако имаше парламентарни избори, партијата која народот ја избра на овие избори и која ќе освоеше најголем број на мандати и пратеници е ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН, споредено со коалицијата на СДСМ, да ве подсетам на најголемиот дел партии кои што се дел од коалицијата на СДСМ, онаа хотел коалиција, освои најголем број на гласови. ВМРО ДПМН направи одличен резултат. Новата реалност е дека ВМРО ДПМН е повторно најголемата политичка сила во Република Македонија. Не навредува, измислува, конструира сценаристите. Го ставија членството на ВМРО ДПМН под политички прогон. Го замрзна имотот на партијата. Ни гиускратија финансиите што со закон ни следуваат. Не уценува, се заканува на нам и на нашите блиски. Но ние работевме. Работевме и заедно со професорката Гордана Силјановска-Давкова дојдовме до близу 380.000 гласови. И ќе продолжиме да работиме, а тие повторно нека продолжат да измислуваат, да креираат, да конструираат под политички прогон, да го стават членството на ВМРО ДПМН. Но не смеат да заборават дека ВМРО ДПМН е коренот на македонскиот граѓанин во Република Македонија. И што и да прават, што и да чинат, не можат да не избришат. Ние продолжуваме да работиме со два пати поголема мотивација и поголема енергија од овој момент па натаму, да на следните парламентарни избори
ВМРО ДПМН ја стигне онаа бројка која што ја заслужува, а тоа е близу половина милион гласови. Би сакал да ја подсетам македонската јавност за следно. ВМРО ДПМН, Коалицијата за подобра Македонија, Коалицијата со народот и професорката Гордана Силјановска-Давкова победи во, бидејќи ветив, ќе почнам со Зеленикова, Аеродром, Газибаба, Ѓорче Петров, Кисела вода, Сопиште, Петровец, Илинден, во Бутел е нерешено. Гордана победи и во Битола, Велес, Кавадарци, Гевгелија. Слушнав дека Заев Зоран кажа победиле во Охрид за градоначалник. Но нека си го постави прашањето зошто нивниот кандидат за председател изгуби со повеќе од 1000 гласови во Охрид. Исто така, Зоран Заев рече дека победиле за градоначалник во Ново село, но треба да си го постави прашањето зошто неговиот кандидат за председател изгуби со повеќе од 600 гласа. Победивме во Прилеп, во Кочани, во Свети Николе, во Штип, во Босилево, Валандово, Василево, Вевчани, Виница, Градско, Дебарца, Демиркапија, Зрновци, Карбинци, Кратово, Криогаштани, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Новаци, Пехчево, Пробиштип, Росоман, Старо Нагоричане, Чешиново, Блешево и Тесноево, Радовиш. Драги пријатели, треба да се знае дека ВМРО ДПМН, Гордана и народот, Коалицијата за подобра Македонија, бевме од едната страна, а од другата страна беше онаа хотел коалиција, предводена од СДСМ, ДУИ, ДПА, НСДП, Алтернатива, Либерално-демократската партија, Либералната партија и сите оние 31 членка на таа хотел коалиција. Но и против делот верските лидери, кои индиректно или директно не дозволиво за секуларна држава дадоа поддршка на Заев Зоран и Пендаровски Стево. Пред 5. мај кажав, а денеска ќе повторам, Гордана може да изгуби заедно со народот, само со тежок фалсификат или изборен инженеринг. Тоа и се случи. Зошто викаме дека има неправда? Затоа што денес имаше нерегуларности, уцени, закани, притисоци, веројатно и брзи прсти, но индиции за подкуп. Ова не се европските вредности. А Европа е се повеќе далечна цел со овие луѓе. Ова не се ниту македонски вредности, зашто граѓаните не се такви. Затоа на Македонија и требаше техничка влада, која ќе може да гарантира сигурност и непристрасност на процесот. И затоа Заев Зоран избега од предвремени избори, иако велеше дека ќе не прегазал, но се плашам дека ќе беше прегазан. Затоа што таму и тие избори, овој процес ќе го спроведуваше на таква техничка влада. И ова не го кажувам да барам алиби. Ова го кажувам зашто ова е вистината за реалноста во Македонија. Жалната и тажна реалност. И затоа треба правда. И ве гледам во очи и ви кажувам, ќе успееме. Македонија
заедно со народот, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе успее. Јас не давам ветувања кои не можам да ги исполнам. И еве кажувам, ова власт која што ја предводи Заев Зоран и СДСМ свесна е дека е веќе минато и ќе падне. Ке ги поразиме заедно со народ, со честниот и домакински народ. И колку и лажно да се силат, колку и лажно да се прикажуваат дека победили убедливо да слават, знаат дека е ова лош резултат за нив. Резултатот е последица на бескрупулозното пазарење. И ти тоа, господине Заев, го знаеш. Знаеме и јас и ти што све си ветил за ова денеска да се случи. Но ова ќе ти тежи и на тебе, и на Пендаровски стево. А денес Македонија се буди во нова реалност. Обштествена реалност која значи делегитимирана власт. Благодарам на сите кои гласа. Овие луѓе се херои, бидејќи ја дадоа поддршката во едни вакви услови. Но ќе ги споменам и разочараните кои не гласа. Сигурно имале добра причина за тоа. Нека не следат. И ќе ги убедиме дека ВМРО ДПМН е изборот, преку понудата која ќе ја дадеме и решенијата кои ќе ги понудиме. Ќе ги споменам и оние кои не гласаа за ВМРО ДПМН, но честно го дадоа својот глас. Кон сите граѓани се однесувам со подеднаква почит. Дозволете ми да и се заблагодарам на професорката Гордана Силјановска-Давкова. Професорке, вие сте жена за пример. Честна и со екстремно цврст морал. ВМРО ДПМН и јас лично сметаме на вас. На вашето знаење, на вашиот бесконечен кредибилитет. Вие сте хероината на народот. Фала ви за се што направивте. Професорке, ова е ваш дом, исто колку што е и наш. Ова е ваш дом и така и ќе остане за секогаш. Драги пријатели, ова не го зборувам само за пуста власт, за функции. Ова го правам за принципи и вредности, затоа што верувам во морал и верувам во успех. Продолжуваме онаму каде што застанавме. И ви ветувам дека нема да ве разочарам. Одиме заедно и заедно ќе победиме. Кога сите мислеа дека нема да успееме, ние успеавме. Оваа вечер нека ни биде една од оние вечери кога ќе тагуваме за неправдата, но ќе се радуваме за она што заедно го сторивме изминативе 5 недели. А сторивме навистина многу и за Македонија и за граѓаните во Република Македонија. Македонијо, главата горе високо, имаш ти чеда кои што се достоинствени да те бранат, а јас ти ветувам дека ќе те одбранат. Да сте ми здрави и живи, да ни е вековита Македонија.